Ја не знам зашто не се направи некоја кампања за младиве да се поттикнат за стручни образование. Не разбирам зашто платите се високи, во ред се немаат едноставно интерес за Стопанска комора, бидејќи тие представуваат најголемата деловна заедница, тие веќе имаат и проекти за дуално образование, ги работат заедно со Министерството за образование. И ние веќе имаме голема бројка на училишта каде што се споведува дуалното образование и учениците од прва до четврта година во прва доаѓаат еден ден на пракса, фирми кои што се пријавуваат да имат потреба од, например, заварувачи, разни струки кои што се дефицитари на пазарот на труд. Втора година 2 дена, трета и четврта по 3 дена на пракса, 2 дена во училиште и за тоа добиваат учениците да бидат мотивирани по одреден надоместок. И го имате спремниот кадар кој ќе заврши средно училиште, спремниот кадар да се го вработи. Тоа се модели кои што ги има во Западна Европа, во Швајцарија особено. И од таму е примерот, практично искуството е земено и можете да се советувате во Стопанска комора за да бидете вклучени во училиштата кои што го имаат дуалното образование, кај вас на пракса да доаѓаат ученици кои што утре може да останат ваши вработени. Немаме место едноставно кај да се расшириме. Ние би вработили столови. Така. Тоа треба да имат достоинствени услови за работа. Апсолутно, не е коректно да го примиш на работа и да не му даеш. Еве тука сме ние да кажеме сите искусни, ама едноставно секој работник треба да има услови. Тоа е добро дека има работа и да се прошири објектот да стане поголем. Ние имаме и владини програми за поддршка на инвестиции. Знаете дека практично оваа влада го смени законот за поддршка на инвестициите и не се вклучени само странски инвеститори, туку и домашни компании, каде што се поддржува технолошки развој и инвестиции во основни средства, па и во објект. Бидејќи вие во објект ќе направите, тогаш ќе донесете и нова опрема, која што ќе зголеми продуктивноста на трудот и ќе ги зголеми платите кои што вработените ги земаат и ќе имате и повеќе вработени. Вие сами викате дека до 100 вработени може да оди. Јас ќе комуницирам веднаш во понеделник со колегите кои што работат на тие програми. Преку Агенцијата за вработување ќе стапат во контакт со вас, бидејќи вие сте веќе во контакт со нив за помошта која што ја користите за поддршка и да може и на оваа тема да се разговара, бидејќи вакви фирми како вашата кои што практично 2018 почнале со регистрација, сега веќе пораснале на 10 вработени, се пример како треба да се работи.